Ти благодарам, Иса. Значи, светот на дланка го видовме, што има најново таму. И време е за третата тема и последна тема во овие 180 минути заедно со нас, заедно со секојдневното дружење ваше и наше на отворената утринска програма информација точно и навремена. ИТН одинатаму вели вака: ја отвораме и третата тема. Започна грејната сезона, тоа веќе го знаете. На што ќе се грееме годинава? Ние ве прашуваме како да се грееме по европски. Можеби најважното прашање: повеќе за помалку пари. На што е најевтино да се грееме? Ова се само дел од прашањата кои што ќе им ги поставам и на моите денешни последни соговорници во оваа отворена утринска програма. Тука со мене се Жарко Анастасиевски од Македонски шуми и Мирослав Поповски, кој ги знае бројките околу потрошувачката на пелети последниве неколку години. Добар ден веќе, така? Добар ден. Добар ден и честит нека ни овој 11 октомври за почеток на оваа утринска програма. Да, среќен празник. Господин Анастасиевски, може да почнеме со вас. Дали и оваа година, колку што јас ги прашав моите пријатели и оние кои што ги знам или помалку ги знам, на што тоа ќе се греат, сепак останува констатацијата испоред истражувањата дека 2/3 од домаќинствата се греат на дрва. Тоа е констатација на истражувања од септември 2017 година. Па видите, традицијата тешко се искоренува во Република Македонија. Населението е научено да се грее на дрва и мислам дека така ќе продолжи и понатаму. Така. Идните години, затоа што се уште не се доволно едуцирани за да се префалат на некој друг енергенс. Така е, да. Македонски шуми, какви се податоците од таму? Дали е се подготвено? Вие велите, ние веќе ги имаме и бројките за тоа колкав е интересот или колку се испорачаните дрва до сега? Да, бројките ги имаме и иако сегашниот менаџерски тим презема многу големи обврски, бројките се околу 302.860 метри кумни. Добро. Секојдневно сме на терен, работиме, сечеме и мислам дека до почетокот на грејната сезона населението се снабди со огревно дрво. Така. Секоја година ги има оние поплаки околу јавните предпријатија, па и ова веројатно нема да изостава. Тоа е вообичаена практика, да. Дали ќе стигнете навреме до сите домаќинства да се испорачаат ветените дрва? Значи, луѓето кои што имаат уплатено огрев на јавниот повик, кој што траеше од јануари до март, ќе бидат завршени до почетокот на грејната сезона. До 15 сега, така. А луѓето кои што покасно уплатија дрва, ќе бидат завршени испораката на огревно дрво, ќе биде до крајов на овој месец. Добро. И сега пред да ве прашам нешто околу пелетите, морам да ги повикам и нашите гледачи. Можете и вие да учествувате или би сакала и вие да ни се јавите на 2-402-005 и 2-402-002, отворено да ни кажете што е оној проблем со кој се соочувате или што мислите можеби на оваа тема, со што е најевтино да се грееме ова зима. Господин Поповски, вие ги знаете бројките последниве неколку години, пелети е она што ни интересира како втора тема. Колку се тие важни или колку тие стануваат дел од начинот на греење кај граѓаните? Реалност е дека се повеќе го заземаат своето место во рамките на секојдневното живење од многу причини, затоа што се поедноставни за раководење, почисти, повеќе може да се складира, значи во текот во рамките на печката која што грее и да не се замара човек преку ден, значи дали ставил дрво или не ставил дрво. Се одржува константна температура, значи може да се одржува во текот на користењето. Така да стануваат се поактуелни и реалност. Така да веројатно многу повеќе во урбаните отколку во руралните средини, да се договориме, нели? Таму се дрвата сепак незаменливи, да. Можеме ли да го научиме корисникот на тоа дека треба да се инвестира, така, па потоа да ти се исплати таа инвестиција? Да, дефинитивно, тоа е на подолг рок. Во старт машината, печката треба да се купи, да се инвестира исто и во пелети да се купат, така да можеби во старт е тоа
изгледа као поголема сума, но на еден долг рок тоа се исплати затоа што таа печка трае, значи со години, така да мислам дека вреди и е од секој аспект покорисна и полезна, така да барем јас така сметам сега. Така, вие сметате, да. Вие сте грејте на пелети? Па јас во стан живеам, се грејте на парна. Така, да, ама ги дистрибуирам, Топлинска енергија, веќе трета година и показател ми е дека се повеќе и повеќе ги бараат луѓето, потоа што лани имаше една страшно голема криза за пелети, значи имаше недостаток огромен, така да цената порасна. Сега сте подготвени за ова? Да, апсолутно, дефинитивно. Да. Палење на шуми е следната тема на која што сакам да помоабитиме. Да, па нели и убавите и помалку убавите работи. Не дека ние сме овде од Балкан, па само затоа ни се случува, веројатно се случува секаде. Да, свидоци сме во Грција и во Америка, во Грција пред некоја година, така, во Хрватска, така, секаде се палат шумите. Можеме ли нешто да направиме? Што треба да направиме? Што прави Македонски шуми? Македонски шуми, значи, има своја шумачуварска служба, која што е присутна секојдневно на терен. Меѓутоа, ние не можеме да го отстраниме невниманието на населението, како и намерното палење на шуми. Што правиме? Нашите колеги по подржниците низ градовите се среќаваат со населението, објаснуваат, превенираат. Меѓутоа, сепак, знаете, со народ е многу тешко да се работи. Да. Да, и во сега, значи, ја користам оваа прилика да апелирам до населението. Во секој момент, кога ќе лоцираат некој пожар, да се јават на службените телефони, при пожарите да учествуваат во гаснењето, затоа што тогаш многу полесно и ние се справиме. Шумачуварската служба е секогаш прва при лоцирање на пожарите и на искачање на лице место при гаснењето, така да не се они, мислам дека и некои брзо лоцирани пожари би можеле да земат и поголеми зафати, поголеми зафати. А уште ако се уклучи населението, па ќе биде многу поедноставно да ги решиме. Така, ама веројатно ако е населението, тоа е населението кој што ги прави тие или не? Не е така баш. Добро, видете, или не можеме да лоцираме така секогаш, нели? Дека во атарот на не знам кој е село таму, ако се случило има многу внимателни, од... значи луѓе, знаете и самите кога одиме по излети, што внимаваат како прават, не палат огне, меѓутоа има и луѓе кои што се невнимателни, има и луѓе кои што нарочито ги палат шумите. Меѓутоа, сите институции преку лето околу тоа се ангажираат и луѓето кои што имаат, како да кажам, кои што се пиромани. Добро. Надлежните институции во тој летен период ги санкционираат. Ама ако ги најдат или ако дојдат до нив. Поголемиот број од нив се и лоцирани. Да, и кажете ми, кога се казните? Казва е затвор или како е? Што е? Казните се многу големи, значи. Големи казни. Затоа ви кажувам, пироманите, значи, институциите во Република Македонија ги носат во одредени институции за тој период, додека топло времето, додека има опасност од пожари, да не палат. Да не се случи уште некој пожар. Да. И затоа е тоа и намалено во претходниве години. Така е, да. Цена на дрвата. Како се формира таа? Цената на дрвата ја донесува владата. Вие како шумарски инженер веројатно знаете и квалитет на дрва и така натаму се зависи од цената на дрвата ја носи владата на Република Македонија пред претходно изготвени анализи од јавното предпријатие. И се внимава цената да не расте. Така е. Затоа што најголем број од населението, како што кажавте, се грее на дрва. На огремно дрво, да. Огремно дрво, да. И самите и знаете дека во држава ситуацијата е многу тешка, економска. Да. И уште ако е зголемите цената и готово ќе почнат по вас веднаш со дрва и камења. Сигурно. И цената и понатаму ќе си остане иста. Добро. Само во интерес на граѓаните. Добро. Значи, за метар просторен огремно дрво, цената е за бука 2870 денари еден кубан? Кубик? Молам? Како се пресметува тоа? Во еден кубен метар? Не. Значи, ја ќе ви кажам, значи, 2370 денари ви е метар просторен со ДДВ.
просторен, добро. 2453 метар просторен со ДДВ за дабово дрво, претходната цена беше за буково. Добро. А за метар кубен е 3387 денари со ДДВ за буково дрво и 3505 денари со ДДВ за дабово дрво. Аха. Дап или бука? Што би избрале вие ако треба да се греете на огревно дрво? Јас лично би избрал дап, меѓутоа апелирам до населението да не уплаќа дап, затоа што дапот на нашите простори го има све помалку. И Значи да го заштитиме. да го заштитиме и за да можеме да ги снабдиме на време со На дрво. време. Да. Да. Затоа што дабовото дрво е поенергетски Така. Исплатливо. Поенергиски исплатливо, значи исплатливо, да. помалку ви треба И за да се стоплите. Нашето население е научено повеќе да се грее на дап, меѓутоа дабот го има све помалку и ние мораме да заштитиме. Така е, добро, еве еден апел. Кога сме кај пелетите, тоа околу тоа цена на вакви или такви пелети има и тоа таму, така? Има, да. Поквалитетни, мала помалку. разликата. Во Добро. принцип тоа е зависи од составот на самиот пелет. Добро. Има нели 100% букови, има 70-30%, значи А1 ознаката означува највисок квалитет. Највисок квалитет, да. добро. Ние да речеме дистрибуираме А1 исклучиво. Смееме да кажеме која е цената? Па моментално е сега 190 денари, значи. 190 врехички од денари. 15 кила, значи тие се Добро. исклучиво така се пакуваат 15 килски. Добри ли сте во математика овде вие двајцата да ми помогнете да се договориме колку тоа ни треба за да се грееме на едно и на друго и каква некоја математика да направиме да видиме на што е најевтино да се грееме. Ако збориме за минатата зима, Да. таа беше многу ладна. Да. Значи многу студено беше, така да И многу. на што и да се грееш, ќе потршиш многу Така е, повеќе од апсолутно. вообичаено, така е, да. Така да во принцип пак треба се одвои една сума Така. за оние што се греат на одредени енергенси, така да Колка е инвестицијата во печка и тие сите пропратни работи, пелети да купиш? Како да инвестираш во тоа, да речеме? Колку пари ти требаат? па Од до? зависи од производителот. Производителот на? Од 700 до 1000 евра е отприлика Добро. една печка. Печка. И пелетите, значи Колку пелети би ви требале за една зима, да речеме да не е толку ладна како наминатата? па околу 4-5 тона негде така. 4-5 тона? Да, да. Тие се Тие што по тон, се? да, по тон, тие се 70 врекички, значи тони 50 една палета, значи 70 врекички во една палета. Добро. И такви, значи, нели 4-5 палети. Во принцип 200 и нешто, отприлика 200 и нешто евра, да речем, палета една. Добро. Така да тоа е некоја таа математика во почетокот, нели печката од ќе кажем од 700 до 1000 евра и уште околу 1000 евра за пелети. Пелети. И после тоа следната сезона повторно да речем само пелети. Само така пелети да, и тоа е. вие си правите исап што повеќе ви се исплати, така? Па, слушајќи го господинот Поповски за ценава, јас мислам дека огревното дрво се уште е поевтино. Предпоставувам, значи поради малиот пазар. Немање тоа и на недостатокот. капацитети за И производство. недостатокот, да, еве За као палет, така. куриозитет да речеме, секоја година 10 фабрики се затвараат, значи, а нови 5 се отвараат за Така. пелети. Пошто нема ресурсите се Да. проблем, значи Така. тоа е голем проблем. Така да Да. и се увезува нашиот пазар се сретнува босански и српски, ама ние сме си врзани со наша локална македонска најголема фабрика за пелети во Кавадарци, отворена пред години нешто, така да имаме добар добувач, Сепак така да македонски производ. да, исклучиво, да. Јас сум за македонски. Да. Па не знам да ви кажам правилно, ние имаме некоја направена некоја анализа, значи за 100 метри квадратни простор, Добро. од прилика едно Семејство троши околу 10 метри просторни, што значи тоа дека доаѓа околу 30.000 денари за една грејна 30.000 сезона. денари. Затоа ви кажам, значи имаме правено некои анализи во македонски шуми и мислиме дека се уште сме со огревното дрво најевтини. И затоа е толку голем интересот. Да. Значи интересот е огромен, значи многу тешко се постигнува Колку луѓе работат всушност на тој дел околу дистрибуција, околу јавување, околу вработени се 2700 со 2700? да, со коментентите што се работуваат со нас, доаѓаме до 5000 луѓе.
5000 луѓе работите да ги обслужите сите овие луѓе. Да. И повторно незадоволни. Нема, тоа е тоа што да правиме. Тоа е тоа, да. Дрвокрација е следна тема. Уф. Болна како и она предмалку околу палењето на шумите. Кампањи, апели, што? Ништо веројатно не допира. Самите гледате кампањите се значи секојдневни, секојдневни. Ангажираноста на Министерството, шумската полиција, редовната полиција, да не збориме за шумочуварската служба наша. Значи сега имаме некоја поголема соработка со Министерството. Мислиме дека нешто успеавме да направиме у последниве 2-3 месеци. Меѓутоа, тоа е голем проблем кој што ќе треба континуирано да се решава. Голем проблем. Да. Имам уште една минутка ми била под режија за овој наш разговор. На крајот повторно уште едно прашање до вас или можеби обајцата да ми кажете што мислите како да го надминеме проблемот. Зборуваме за загаденост на воздухот. Велат оние што се греат на дрва, но не овие вашите огромни дрва кои што вие ги ги продавате или ги дистрибуирате, туку нешто друго што не е дрво. Да речеме аео дрво, да речеме плакари кои што се лакирани така натаму па се ставаат. Гуми, крпи, се нешто што ги се најде при рака. Вела дека најголем е проблемот токму со тоа. Значи домаќинствата кои што создаваат топол дом, а не бројот на возила кои што го загадуваат и се она што ние можеби мислиме, живеењето во Котлина кога сме кај Скопје и така натаму. Што да правиме со тие семејства? Тоа се веројатно социјално ранливи категории со кои што треба да се работи. Имате ли некоја мислење за сите нас? Како да реагираме? Што да направиме? Со казни не бива, веројатно, а? Па видите, вие не можете да ги лоцирате сите тие, значи ги има многу. Економската ситуација во државата е многу тешка. И да ги лоцираме сите тие луѓе не можеме. Значи размислуваме како да им помогнеме. Значи новиот генерален директор, значи тоа можеби треба да помогнеме. Можеби и вие, така, сите фирми кои што се занимаваат со делото. Треба да се направи сондажа тоа, да се да се испита колкав е процентот на тие луѓе. За сите да живееме почисто. Како карактеристики имаме кои региони се најзагадени, значи таму е веројатно проблемот. Не, например, не е во центар кај што има згради, нели? Ја барем така мислам. Значи во да речеме Лисич е најзагадена, веројатно таму е најголем процентот за такво нешто. Така да треба да се направи некој испитување. Веројатно треба некоја инспекција или не знам како да се тргне во тоа сите заедно да си помогнеме. Голем проект е тоа е. Голем проект ви кажам, значи во Македонски шуми размислуваме кога тоа новиот генерален директор и новиот министер се ностоп по комуникација. Ќе видиме што ќе испадне од разговорите и од размислувањето. За да им се помогне никако. Нема друг начин, значи нема друг начин, значи ќе видиме. Да, така. Значи нема друг начин. Значи сите се согласуваме дека тоа е најголемиот проблем во Сите треба да работиме на тоа, значи. Така. Па најголем проблем е сигурно, ама мислите со нелегалниот огрев? Да. Не, во големите градови сепак мислам дека најголем проблем не представуваат депониите, кои што се уште не се регулирани, значи и во Скопје, и во Тетово, и во Кичево, Струга, сега да не ги набројувам сите. Потоа индустријските објекти, кои што им се преголеми средствата што треба да ги инвестираат во филтрите. За да го Сигурен сум дека огревот е на последно место што загадува. Па имаше никакви статистички некои експерти кои што велат дека... Не се сложувам со тоа. Да, не се согласуваме. Така, зборуваме само за руралните средини или зборуваме за каде дека загадуваат? Секаде загадуваат, но не така многу во Па видите, ако земете според статистиката, како поминуваат годините, така населението кое што се грее на огрев се намало. Затоа што сами знаете, порано било една куќа, па се изградила куќа со 8 стана, кои што 8 стана се приклучени на топлификација. На парно. Ме разбирате? Значи, тоа е сегашната ситуација. Малку има куќи во градското подрачје. Подрачје. Така. И така. Добро, значи депониите ни се проблем. Сигурно. Ќе правиме муабети за нив во отворено. Добро, мислам тоа ќе треба да повикате некои други луѓе. Тоа го кажуваме ние шумарите. Така е, да. Дека депониите, индустријските објекти, луѓето кои што се греат на неконвенционални огрев, на даски, на гуми. На се нешто што не е огрев. Што не е огрев. Дрвото сепак не може
да загади толку многу, еве и господин Поповски може да каже, и, Да. и пелетите се И прават од, пелетите, така е, од дрво. Така Да, е, да. апсолутно, тоа е базата, така. Така Тоа е базата. Нема дискусија, така да се од тоа. Само што таму има многу помала влажност, побрзо се огоруваат Така и е. оставаат помал отпад и мислам дека многу помал се емитира СО и прашина во воздух. И тоа ви кажав. И самиот господин Поповски кажа дека во почетокот инвестицијата е многу голема, Но потоа се меѓутоа за исплати 5-6 надолго. години претпоставувам дека се враќа. Така. Апсолутно. Да. И побрзо. И треба да работиме и на тоа. Така, да. Треба да работиме на Може тоа. би на гасификација, може би на се нешто. Да, за гасификацијата не треба да правиме. случува. Ето тоа е едно ние макина, цепење на Така е. Да. Мислам и тоа. Затоа и тоа е и еден од Па тоа го да. кажувам, значи Да. шумарството е многу тешка Тешка работа. струка за Така е. да се Да се дистрибуира. исече дрвото и да се донесе донесеш до крајниот камиони потрошувач. со- Ви благодарам за ова гостување. Мислам дека им помогнавме на нашите граѓани, на нашите гледачи, да им кажат, но ние другите, дека треба сите да внимаваме на нашата животна средина. Тука живееме ние, тука живеат и нашите деца, а не само оние кои што се виновни за сето ова што ни се случува. Ви благодарам што бевте и овие 180 минути заедно со нас и не дозволувајте да ви раскажуваат, бидете и натаму секој утро од 7 па се до 10 часот заедно со нас. ИТН продолжува натаму, се гледаме повторно утре, довидување до тогаш.